Гоце Делчев, роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш, го зазема култото место во револуционерната историја на македонскиот народ и неговото име представува символ за слободата на нашата земја. Тој е најзначајната личност на македонското национално и ослободително движење од крајот на 19 и почетокот на 20 век. Идејник, организатор, агитатор, учител, војвод, револуционер од балканските размери. Неговата жртва за слободата на Македонија остави неизбришливи траги, кои се светост за секој македонец и затоа тој има заслужено место во вечната куќа на македонскиот опстој. Според спомените на неговите современици, Гоце Делчев бил човек што ги пленел луѓето со својата преданост, добрина и искреност. Ке го сретнеш Гоце на улица, а тој мило те кани да му се придружиш. Секогаш почнува прв разговорот, а ти го гледаш и се љубуваш во гласот. И гласот те допира право во душата, во најнежните струни. Те прашува како си, со една блискост, со едно сочувство, што те тера да веруваш дека тој веќе се ти видел во душата и се вознемирува и возбудува заедно и еднакво со тебе. Пишува Климент Шапкарев во спомените. И спомените на Димитар Влахов потврдуваат дека Гоце говорел убедливо и ги пленел слушателите со својата добрина, искреност и преданост. Делото на кое тој служеше беше чисто, возвишено, големо и затоа сметаше дека би било грев ако не му служи честно, верно и со преданост до крајот на својот живот. Ниту една минута тој не се поколеба. Благодарение на своите високи доблести и квалитети, кои ги поседуваше неговиот углед меѓу народот, беше голем. Македонската револуција не познава друга личност, која имала толку големо влијание врз македонскиот народ, посебно меѓу селаните како Гоце. Во својата револуционерна дејност Гоце се раководеше од една мисла. Македонскиот народ да биде организиран и вооружен за да може во одлучувачки момент како еден да се крене на востание, да ја собори тиранијата и да се ослободи. Според Климент Шапкарев, Гоце бил постојано срдечен, јасен, отворен. Тој бил неразбранет соговорник за сите, за секого посебно. Седеше на минбер, скрснуза или на стол во акл, а околу него млади бунтовни луѓе. Во својот детален опис на средбите со Гоце, Климент Шапкарев го пишува следново. Со Гоце многу пати сме спиеле во иста соба. Ке си легнеме, а јас сакам да му свртам внимание на безбедност. Но Гоце разбира пред да му каже. Нека видат, нека знаат дека сум како сите луѓе. Јадам, пијам, пушам, зборувам, се смеам, се шегувам, грешам, се вознемирувам. Сакам да слушам музика и се друго, како секој човек. Да не мислат дека јас и другарите сме некакви надлуѓе. Да видат дека секој може да биде како мене, како нас. Треба само да сака. Гоце Делчев на првата средба со Даме Груев ја искажува мисла. Може ли да има друго место за еден македонец освен Македонија? Дали има народ понесреќен од македонскиот? И дали има некаден пошироко поле за работа отколку Македонија? Сеќавајќи се на ова, Даме Груев воодушевено истакнува. Делчев веднаш ми направи впечаток со својата отвореност и честност. Тој беше при првите обиди да зашленува, дури и претерано отворен, па требаше да го контролираме за да не ја излезе нашата слабост. Слабоста на организацијата. Тој се стремеше да си ја каже вистината, мислејќи дека секој треба да ја усвои идејата така како што ја усвои. Беше многу прва. Во спомените на Димо Хаджи Димов пишува дека Гоце е единствен меѓу водачите на македонското ослободително дело што се издига над сите, како по своите револуционерни сваќања, така и по својата практична работа за делото на организацијата со која засекогаш го сврзува со своето име. Во водата Михаил Герџиков, верен другар и долгогодишен соборец на Гоце, запишал дека никогаш не го видел својот другар толку тажен и загрижен како дента кога заминал за Македонија во обид да го спречи предвременото кревење на Илинденското востание. Пред да замине, го прегрнал и со солза во окото му рекол на Герџиков: ако се случи нешто,
со мене, ако ме убият. Имам две нешта за кои милеам, татковината и Јанка. Чувај ги и двете. Војводата Никола Петров Русински со своите сеќавања пишува: како прав водач на едно револуционерно дело, какво што е македонското. Делчев не сметаше да стои на високо како водач, напротив бил близок до народната низина. Русински исто така со своите спомени го запишал следново: нашиот голем апостол Гоце кажува: слободата на Македонија ќе искри од самостојната борба на македонците. Русински ни го разоткрива и следново: Гоце не беше љубител на долги говори. Никогаш не заземаше поза на оратор, но изреченото слово од него беше убедливо и со чувство на длабока жалост за бедните, голите, сираците, вдовците и за старците. Тој опишуваше слики пред слушателите и нив ги трогнуваше до дното на душата. Ѓорче Петров, долгогодишен соработник и соборец на Гоце Делчев, пишува: под тактовна дејност како легален деец, Гоце се разликува од своите другари, млад човек со експанзивна натура, со слободна душа. Тој бараше на секате праволинејност, без секакви скривнувања. Таа негова особина беше најценета за делото, каде што ке стапнаше тој, работите на организацијата добиваа силно темпо. Георги Поп Христов истакнува: по доагањето на Делчев веднаш се почувствува засилување на револуционерниот дух во округот. Нарасна борбеното настроение и вооружувањето мощно многу се засили. Револуционерната дејност стана поактивна, понападна. Ѓорче Петров во беседата за Гоце: свештеник не ја бакнува иконата на Христос, кога проповеда со таква топлина и воодушевување како што Гоце ја бакнуваше својата кама, пред да ја стави во нејзината футрола. Гоце Делчев е длабоко врежан во колективната меморија на македонскиот народ. Од 1872 годината на неговото раѓање до 1903 годината на неговата смрт се протегаат само 31 година, живот на инфантивен дух што сета енергија ја посветил на народната борба за слобода. Делото на Гоце Делчев остана како патоводна звезда за идните македонски поколенија. Кај секој македонец, Гоце Делчев останува запаметен како една грандиозна фигура, како борец и војвода кој секогаш бил во служба на народот, негов организатор, водач и заштитник, син на мајка Македонија.